Не е фер. Цело време каснат. Матеј е многу познат по неговата famous серија Зоки Поки. Во Бугарија на камп на скијање, дете се криел кај мене соба само за слика. Зошто сакаш да глумиш? Најпросто кажано, интересно ми е и се пронаоѓам во тоа. Едноставно си ти. Тоа е најдоброто кај глумата. Тоа, да. Што си свој. О. Добро, ајде. Љутков. Со него имавме новогодишна представа во Драмски театар. И? Тоа беше многу интересно. Да, што го беше ти таму? Па го имав главниот лик. Се прибирам дома, мама ми каже, што направи, мате, кој да тепаш? Нема, вика, сам се тепав. Слава сите ти викаат, кој е како Зоки Поки? И како е да сите да те нарекуваат Зоки Поки, а не Матеј? Многу како искуство. Особено за дете, 10 години. Да. А ти кој касниш? Ја! Ама он цело време касни. Значи не е фер така. Бегај бе! Бегај! Добре дојавте сите на Фроза Доза. Денеска со мене е Матеј Настевски. Здраво, Матеј. Здраво, Како Фрос. си? Фрос. Па Фрос, Да. што каже? Како си? Фросина. Супер. Може боле. Што правиш денеска, како ти иде денот? Епа, пракса, помош на тато и Па, сега со тебе на чит-чат. на чичет. Да. Добро, јас многу сакам да чичетам, така да... Те знам, си ја ме запознаена. Не знам дали е тоа нешто лошо или добро кој што го кажа. Не, окей. добро е. Иначе да, сите се знаеме ние, имаме имаме одено на глума заедно. И заедно имаме глумава представа. Да. Во кастинг ејдженси лица имавме одено и он, Матеј, е многу познат по неговата famous серија Зоки Поки. Може би некој го препознавте, може би некој не го препознавте, но да, не знам дали ви се сеќавате, но например кај мене дома, секој ден преку короната ја пушта Зоки Поки. Неговата фаца ми беше пред лицето мое секој ден, брат ми, значи повеќе глезер од него немаше за неговата серија. И да, Па, се уживо. се ужива. Да. Како се чувствуваш ти за тоа? Па, добро. Зашто? За моментов? Не, па и за мислам, ако сакаш да кажеш нешто за моментов, За моментов кажи, супер. Да. А за тоа што те гледа многу луѓе преку Па, мило ми беше што бев код дел од детството на бројни ученици. Да. Да. Мило. А имаше ли некој што те препознава одма после тоа некој приказ? Многу. Да? Многу. Кој е чудното нешто што се случило? По тоа. Поврзано со тоа. Епа, во Бугарија на камп на скијање, дете се криел кај мене соба само за слика. Не знам како влегал и само, може ли слика ја? Дали стварно? Што бараш у соба? Дали стварно? Да. И после тоа не го избрка, ништо не му направи? Го избркавме со другари, ама пак страшно беше. Дека само така си влегал. Ја не би можела никогаш повторно да влезам со ова без да проверам секој дел од собата. И тоа е искуство. А твоите родители што кажа за тоа? Па не, моите не беа тука, ја бев само од школа. Да, ама И кој им кажа? кажам, ми кажа, ти зема нешто? Не. Па добар си. Океј. Шом си жив и здрав. Друго, се ке чека. Добро. Сакам едно нешто да те прашам, многу едноставно, океј? Добро? Ајде, може. Тука сум. Зошто сакаш да глумиш? Најпросто кажано, интересно ми е и се пронаоѓам во тоа. Да? Тега како што ти е интересно да водиш подкаст, дека Да. убаво ти е, така и мене. Пред камера или пред публику театар. Интересно ми е. Се осеќам така, дека сум ја. Тоа сум ја. Дека си ти. О. Добро, ајде. Многу беше Добро. многу беше така, како да кажам, многу беше кют како што го кажа тоа. Да се осеќам себе ти така. Па, да. Добро. Планираш нешто да бидеш поврзано со глума? Мислам, многу долго време помина од короната. 6 години. Дали планирам? Само. Па, 5 години. 6.
5. Добро, 5, ајде. Скоро. Па, не знам, ќе каже времето. Не знаеш? Да. А си правил некакви други проекти после што ја снимаше Зоки Поки? Да. Да. Повеќе со Љутков. Со него имавме новогодишна представа у Драмски театар. И? Тоа беше многу интересно. Да, што го беше ти таму? Па го имав главниот лик. Тоф. И? Извини што кажав, добро. И представата се работеше за новогодишен сон. Детето спие и сонува како доаѓа некој лош човек и краде подароците. Слично како Гринч, ама не е Гринч. Како лоша самовила. И после со помош на добра самовила ја победуваме лошата и доаѓа на крај дедо Знаеш Мрз. колку ќе беше појако како ти беше самовила? Можам само да те видам така како самовила, вака што леташ со крилцо. Па сакав И да си ја тоа ќе беше пуштиш смешно. косата, да си ја пуштиш косата. Многу долга коса има, покажи колку долга коса има. Многу Фатена. Фатена ти е, многу ти е долга. Јас се сеќавам, многу ти беше кратка, што ти текна така баш да си ја пуштиш. Не знам. У сон ми дојде. Како детето, Не, а? се шалам. Не. Добро. Дали желбата за глума ја имаше од кога беше многу мал или после текот на времето? Да. Уште од дете. Стварно. Па да. Што највеќе те напрекува? Тоа е за мене. Не беше ако тоа, ако не беше наеднаш, туку така постепено се раѓаше љубовта за глумата и гледав цело време цртани, на билборди луѓето што ми беа многу интересни рекламите, само да. Да, Таму ти сакам. доаѓаше? И Како тоа, стигна до тоа? епа, како стигнав? Со помош на кастинг, со помош на Маја од лица кастинг. И прво беше реклама, па уште една реклама, па краткометражен филм, О, па бев на аудиција за еден долгометражен филм, М, тој е многу добар. Таму не успеав и од таму ме викна за Зоки Поки. И за Зоки Поки аха. успеав. Добро, супер, окей. Знаеш, многу ми е јако тоа, да. Јас исто така од мала многу сакав да глумам. Мислам, само што не беше толку многу изразено за мене, бидејќи луѓето со кои што пораснав многу мислеа дека глумата е нешто како хоби што можеш да го направиш, а не нешто што можеш баш Како да се професија. посветиш. Да, значи целосна професија, Да. значи ова сум ја, не ми е гајле ако немам леп да јадам, тоа е тоа. Тоа е тоа. Да, ама многу ми е и мене ми многу носи среќа, знаеш, како кога глумам, например јас, како некои други ликови што се внатре во мене, се запознавам со нив. Тоа не се други ликови, тоа си едноставно ти, само се покажуваш на друг начин. Се покажуваш целосно, кога не се плашиш од друг, Аха. и едноставно си ти. Тоа е најдоброто кај глумата, Тоа, да, што да. си свој. А другото е позади екран или у темницата у 30 ред. Позади, Малите екрани. да, така е. Океј, например, како ти беше кога прв пат беше на таква пред камера, знаеш, и беше свесен дека повеќе луѓе ќе те гледаат? Па исто како сега. Така Како е? беше. Ми кад снимаме акција, глуми. Добро ќе глумам, може. Добро ќе глумам. А немаше нешто потешкоти со некои ликови, со некои линии? Не. Немаше со некој Не. да се изговориш? Па тоа е добро кај глумата, што не е зацртано дека мора да е така. Да. Зашто ти си правиш ти како што ти е поарно, подобро. И така им се И да. свија нив? Па, не секој позади малиот екран знае како е сценаријата. Добро, ама тебе дали ти се свија? Ако се свиѓа на друг, и мене ми се свиѓа. Добро, Мене окей. тоа ми. Другите ги направам среќни. Ама не знам зашто толку многу као така Па како го кажа? ко топло, ко многу топлина, како кажа, ко топло. Ко со Добро, баба вака. ми да зборувам ја, така е.
Не те нарекувам стар сега. Ама као... Ајде, добро, ајде. Као си го кушнал куче? Willy the hot dog. Уф, окей. Другарче ми. Се гледам, многу се сближивте. Да те прашам нешто, кај отиде ти за средно? Сега која година си сега? Втора. И каде? Медицина. Како иде? Мене ми иде супер. Да? Да. Имаш друштво, како е школото, пријателите? Немам друштво, немам пријатели. Не се шалам. Добре. Друштво, пријатели супер ми иде. Со цел клас сум здружен, но супер. Леле, знаете Цел што? клас е дружелюбив. Стварно? Да, немаме така некој Ја мислам дека намкјори. да, ја мислам дека баш кога кога стапнав у средно, повеќе сите беа по дружелюбиви некако. Па, зашто Знаеш? помалку ги гледаш. И баш као нови ликови. Пред тоа, Да. основно 9 години, Леле, не ми зборувај, луѓето ми се смачи, сите гледам знаеш, сите знаеш секој како ден. дишат. Не, буквално. Значи, можев сите да ги имитирам, ја да станам овој, она. Глума. Добро. Океј. Имаш ли, иначе, ја сега ми текна нешто, ви кажа дека во средно, прва година, си трчал и си добил волкава модрица Да, на цело да. лице, значи цело вака лице му било помодрено. Како? Опитах да смедам. Епа, професорката ме пушти малце порано. Екам, ај ки брзам да го фатам автобусот за 6 минути. Ја, Океј. по ходникот, шпринт и само гледам се отвара врата. Багал. И Да, како се удрив. беше? Збунет бев во моментот. Дали те болеше Знаете. одма? Па Пример, да. мене кога јас ќе се удрам... Не болеше толку, ама ко притисок осеќав. Да. И само како што се случи не знаев. И во моментот од шок продолжив автобусот да го бркам. И само влегам автобус, седнувам, Леле. 2 минути само, моти шо направи? И само се гледам на камера и тука вака цел црвен мотор. Леле. И? Викам, а чекај, зашто убрзав? Збунет бев. Се прибирам дома, мама ми вика, шо направи, мате, кој те тепаш? Нема, вика, сам се тепав. И кажам што како, и почна ми се смее. И да, поутре дента професорката од таа училна што беше почна ме кара. Зашто сум избегал? Зашто не сум чекал ке им дале мраз? Се, ајде штрафта дома. И Бра, па добро, мислам. тоа беше стварно смешно на моментот. И кога се појави следниот ден цел вака помодрен што стана. Па, се смеа цел клас. И сам се смеав, зашто сепак ја бев кривиот, ама... Леле, не ми се верувам, но, значи, мене од другарка, исто така имаме другарки што исто така одеа на истото место за глума и што се со него во исто школа и ми кажа, јас сум ко човек, Матеј, Па да, девојче од нејзин клас ја отвори вратата. стварно. Ама не беше на пополеко отварање на вратата, само ширмо, ждув. И ја што толку ждув. Не можам само да те замислам кога ние знаеш ко цртаните кога вака, кога се удари, кога ќе се Па баш така беше. Стварно. Кон наеднаш застанав и што се деси, И он ти пал. се свртев околу мене и право на автобуска. Не ми се верува, окей. Добро. Значи ти си детска звезда, да се каже. Добро. Малце ќе те глезам се, ама детска звезда од короната, окей. И сега ти колку години имаше кога снимаше? 9 и 10. И сега, Таа возраст. да те прашам нешто. Нели после короната сите влегуваме во пубертет, се сменуваме ликот, сето тоа. Да. Па да те прашам, како беше кога престана короната и се врати и малце беше поразличен во ликот? Дали сепак многу луѓе те препознава или Да. помалку? Да, не ни помалку ни повеќе исто, како пред тоа. Па да, мислам, ако нема баш да знаеш, но... А кога ти ја снимаше Зоки Поки, дали беше... Ја мислам дека на време на короната бев кај се собра сите овие луѓе вируси. Зоки Поки беше снимана летото 2019 август и септември. Стварно. Да. И? И тоа беше многу јако искуство.
Особено за дете, 10 години. Да. Тоа беше Имаше многу се. интересни епизоди. Многу интересни. Тие со подрумот, тие со Мене таа со крадецот. залошката. Со залошката ми беше наомилена. Стварно, леле, јас таа се сеќавам. И тие песните, што ги правевте на крајот на секоја епизода? Дали тие исто така ги правевте во тој период или малце покасно? Тие ги правевме зимата. Ноември и декември. И колку отутун пуштиле? Па Прашам. не беше аутотюн повеќе, дека бевме сите 4 деца, заедно исто време идеа гласовите. И рето е така малце почудно. Интересно беше? Да. У студио бевте така. Еј, реално. Пеачи станавме. И Артисти. пеач, и глумец, и што друго? Што друго Се. остана? И сега доктор на Се едно медицина. пожарникар. Леле, окей. Дали си се уште близок со тие што снимаше со нив? Па не толку. Одамна се Не? немаме видено. Стварно? Не. А дали се зближи многу со нив кога снимавте заедно и сето тоа? Па, првата година после снимањето и втората бевме стварно блиски. И Се после? дружевме се. А после тоа по полека школа и се разделивме. Па таа, малце жално е тоа. Тебе те имитирам. Добро, окей, овој хит. Окей. Значи ти ја преживеа твојата слава како дете? Како беше тоа? Слава сите ти викаат, кој е како Зоки Поки? И како е да сите да те нарекуваат Зоки Поки, а не Матеј? Чудно, ама се навикнуваш после тоа. Да? На почетокот ми беше чудно, интересно. После тоа се навикнав и некако почна да така да ме копка на моменти. Стварно? Ме нервираше на моменти тоа многу. Зошто? Епа, колку е да си пробаш да си добар, ајде слика ово на здраво. А може ли Инстаграм? А може ли TikTok да ме запратиш? А може ли број да ми дадеш? Не. Да, и многу ми пишува, дојди на роден ден, дојди вамо да се видиме. И? И тоа веќе беше она претерано. Па да, мислам. И тоа многу ме Понекогаш- нервираше, Па ама- затоа некои популарни луѓе, знаеш, така не се до толку Да. не Social. најс, но така лесни да се дават се и се што. Па да. Да. Окей. Јас имам неколку игри за тебе денеска. Дали си up to it? Да направиме неколку... Зависи какви си игрите, ајде. Значи, ова прв пат го правам јас, но бидејќи јас веќе тебе те знам и се знаеме веќе колку години се знаеме. 2-3 години. Да. Сакам, знаеш, нешто поинтересно да направиме. И баш што глумиш, јас што глумев. Би сакал? Треба да глумам. Ајде. Па да се, Ајде, па ајде. се, мислам, за тоа си познат, нели? Ајде, може. Не случајно да си познат за нешто друго, што не го знам. Валјда не. Окей, Не се добро. Чекај само да ги земам, може? Не. Значи имам ливчиња. И сега, знаеш кога ќе одбереш ливче, добро? Да. И тоа што ќе ти западне, ќе го изгубиш. И јас ќе треба да погледам што е. Во ред, ја не знам што пише овде, бидејќи Значи, фантомима. Така нешто, да. Добро, Значи ја не знам што пише овде, така да стварно не знам, еден другар ги пишуваше, важи? Да, ајде. Окей. Ама можеш да Смеј се, зборуваш. смеј се. Ама можеш да зборуваш ако сакаш, добро? Не е Ајде. баш така. Ајде, одбери. После јас ќе одберам ако сакаш. Зашто? Добро. Не знам ја што пишува. Ајде. Спремен? 3, 2, 1. Чекај, не сум спремен. Добро, извини. Простен. Окей. Спремен си сега? Па, можам да го пишам со збор, ама... Чекај да пуштам коса. За ова треба, вака Сега ќе видам колку е долга коза, Да го да пуштам. мистериозно. И сега, вака се наместиме. Леле, гледа колку е професионален. Добро. Ајде. Чекај да размислам како да го одглумам. Ама, зашто така? Зашто не вака? Не е фер. Цело време каснат. А ти кога касниш? Ја!
Ама он цело време касни. Значи не е фер така. Бегај бе! Бегај! Што ти пам? Дали е некој... Ти си од вас, брат. Да. Чекај, тоа ли е или ја треба да погодам? Треба да погодиш. Не, па добре, ја мислам дека стварно ми кажа што е. Океј, Мислам, дали... тоа е само со различен збор. Океј, сега баш ме интересира што е. Дали е кога брати и сестра се тепаат или нешто? Не. Дали е кога дајца другари се тепаат? Кога за кој некој каснеше и после тоа Значи, памти. Ти. Ја не се знам себе. Кога нешто не иде по твое. Некој богато дете? Не. Не сум ја тоа. Не. Е, па збориме за тебе. Ама така се однесуваше ти. Не, ама не ги ам, така се однесуваше за тоа. Ја тебе те одглумив. Ја не сум Твоите таква. каснеа у изгейт. И тебе почина те фаќа. Тоа ли е? Што? Тоа е? Што дали тоа? Па погоди да. Текнува. Не, Да. нервозна жена. Да. Не сум нервозна ја. Се однесуваше како дете. Ко Имаме бев? сведок у публика. Дали сум ја Дека таква? у изгейт беше таква. Дали таква бев? Не, ова е дичи, ова е хейт. Хейт од секоја страна. Не, Од позади камера, од чиста изнад вистина. камера. Океј, сакаш јас да направам сега? Да, Ај, да ја извини. ги измешам во. Извини. Ја демек знам. Ти, па знаеш, ти ги правиш. Не ги прави, ти кажа, кој ги правеше? Не правеше, позади добро. камера. Се плашам. Се бираш. Не, да. Океј. Чекај сега, сега треба да локнем и... Знаеш, јас сум баш срекна со ова иначе. Сега. Дрво. Дрво е. Знаеш што? Кога ги пишуваше, ми кажа дека баш сакаше ти да направиш дрво, ја го добив. Па најлесно нешто. Не ли? Не знам што дрво е најлесно нешто. Мислам, гледај, некој може да каже и Титаник. Тоа е. Ајде, уште една типа после. Да, тоа. И Не, после први тоа. го тоа. Тоа го видовме. Ја го видовме сакајки. Нема да е интересно. Шо? Океј. Тоа е најинтересното? Не. Сигурно. Беше изглумија прсина. Па добро, Не знам што е овој хит. Веќе изглумив. Не, ти си. Типа е. Да ми ти имат предност, ајде. Се има две, мислам. Две мислам дека да. Полошо тоа. Не го видов. Не. Може друго. Не. Друго сакам. Имаше две. Стварно не Тоа можам. однесме. Не, Ајде. стварно не можам. Не, стварно не можам. Океј. Озбилност. Не, ова кринч, океј. Добро, чеки, добро. Што сум? Гарант мачка. Куче! Да, да. Браво! Јеј! Океј, ајде. За петка со плюс. Не, со ракета. Четврка. Па и тоа е оценка. Како што ти кажа професорката, не треба да се фркаваш. Ма така живеал. Знам. Се гледам. За фрканција е се за тебе. Па зашо не? И која е вашата идеја? Зашто... Како помага на средношколците? Дали е ова Мати Фолц? Не, Ја сум Мати Фолц? не. Океј, Па продолжи. за средношколци зборам и како помага на средношколците тој производ. ChatGPT? Толку ChatGPT. Не знам. Сериозно ли? Не знам. Чеј Петар си? Не. Па што? Да, ама на друг начин. Ајде изглуми. Што помага вашиот производ? И зашто вас да ве избереме како средношколец милионер? Со зборови ти го кажав, не ни треба да се глуми. Па се на школа смијанер?
Ја ќе го кажувам. Кога кажам што при производот, ја прашувам. Петар си. Инвеститор. А што е Петар? Освен инвеститор, што прави со етако тој серијал? Ко серијалот што го води. Што си ставил? Не знам. Ти што си во моментов? Јас сум хост. На македонски? Јас сум водител на подкастот. Водител? Да. На средношколец милионер. Па тоа значи дека си Петар. Па да. Па што кажа? Тоа реков. Океј, Ама на- добро, океј. Петар ама на друг начин кажи го. Уште една рунда. Добро, ако сакаш ти уште една. Ајмо! Yes! Не, ајмо сега, кеш, мани. Па победник на средношколец милионер. Така е. Како победил? Како ги? Подобро глумиш, гарант. Стварно? Да. Зоки Поки? Не. Потврдува. Фросе Поки. Ајде ти си. Како ќе го изглумува? Значи возиш... Чекај, стој, не може вас мет. Што возиш вака? Сигурно кола не. Океј, точак. Да, браво. Како го правиш тоа не тече? Да те прашам сега. Уште прашањата, да ги продолжиме, може? Добро. Ајде. Кој е кога снимаше Зоки Поки? Сигурно имало многу сцени и скриптови што си бил кој ти, знаеш, така си се двоумел дали сакаш да ја направиш или не. Која беше најчудната сцена што си требал да изглумиш? Сепак дека е детска серија, немаше така. Некоја мора да имало Не, нешто. немаше. Повеќе имало така кога сум се двоумел дали сакам тента да глумам. Тоа кога сме работеле со повеќе статисти во школа, училиште. Зашто со 50 статисти и ние се четворица, и ние четворица ќе направиме супер, ама тие 50, 30 ќе утнат работата. И тоа беа долги денови. И тоа сум бил дали сакам да станам са бајлева да идам да глумам или не. Стварно. Ама така како специјално за сцена дали не сум сакал да глумам или сум се двоумел, немала. Така е нешто. Сепак детска серија е. Па Нема да, нешто да, така да. Сега страшно. не знам, може би си имал некој предизвик кога си снимал нешто. Не, Не? не, така не сум се двоумел. Зашто сепак интересно ми беше и тоа го правев со срце. А па со статисти? Има трауми човекот. Да. Ги се расплаче. Ја го гледам. Немаше, тоа беше страшно за работење со статисти. Ау. Ау. Тежа. Ај, 10 да се, или помалце, окей. 50. А тоа е зошто толку многу. многу? И па сигурно деца кои се во училиште не се само 3 деца, 4. Па тоа се. Така? Океј. Мислиш дека би било поразлично ако беше детска звезда во странство, него ли во Македонија? Поразлично. Да. Како мислиш би се одвивало се тоа до сега? Па, како за поразлично, мислам дека во странство би било подобро. Не збориме за како популарност, за серијата, за се, туку збориме како за иднината за самиот глумец. Дека таму повеќе се инвестира во глумата, во науката, него кај нас. Да. И ради тоа. Иначе, и кај нас е стварно добро. Што стварно, ние како држава произведуваме многу добри филмови и серии, Да. само не се рекламира толку добро, тоа е лошо. Маркетинг Да, е многу. маркетинг. Многу е потребно кога се прави. Рекламата. Кога се Значи, прави многу така. добри филмови има во Македонија што се прават. Да. И успешни. А за Европа е подобро за самиот глумец, за самиот артист. Така е. Така, се согласуваш, а? Така е.
Не се согласувам. Зашто? Се шегувам, се согласувам, да. Но, ако, например, сега, то супер, тоа ме интересираше, така тоа ми беше друго прашање, но, ако, например, наместо тука да беше Зоки Поки, ако беше на друго место, например, некој друго, некаде странство, како мислиш дека би реагирале другите после што те виделе, ако некој сака да се слика со тебе, нешто друго, знаеш така? Би ги знаеш во странство, бидејќи како што кажа, нели повеќе се рекламираат тие филмови Па ја и сето мислам тоа. дека во странство само повеќе ќе биде така како попознат. Него кај нас, зашто сепак ние сме помал народ за разлика од други држави. И да. А мислиш дека би бил кажи? Кажи. Викам, а мислиш дека би бил нешто повеќе шанси би добил, повеќе отворен, Па да. врати ќе се отворат. Да, тоа викам за иднината на самиот актер. Дека таму повеќе се инвестира, ете, во такви детски серии и повеќе ќе имаш шанси. Сепак ако е и серијата успешна како што беше Зоки Поки успешна, многу врати ќе се отворат. Да. Многу. А ти кога после што ја снимаше Зоки Поки, некои други врати се отворија, освен што ги кажа? Па повеќе како што кажа со Љутков во театар. Во театар ете имав и шанса и синхронизација на турска серија во Сител. Која е турска серија? Децата од домот. Таа со девојчињата? Да. Не беше долга Знаеш многу. кога ја сакав таа? Секој ден со баба ми ја гледав. Секој божи ден. Ама тоа беше стварно интересно искуство. Но кој глумеше ти? Па сите мачки дечиња и сите бебиња. Стварно? Да. Леле. Ама тоа е прејако. Тоа е стварно Многу интересно. Ја многу сакам исто така да пробам синхронизација. Многу изгледа. Многу интересно. Да? Не е толку лесно, ама многу интересно. Стварно, зашо не е толку лесно? Има нешто... Па како што збори актерот, ја кажам, турчинот што глуми, ти треба он кога збори тогаш и ти. Ако прави мала пауза, се приметува. Ама не се баш гледа. Се приметува. И ја мислам дека не се гледа, ама стварно се приметува. Стварно? Да. Ја вака. Не се приметува. Па не, ама сепак збори. Бидејќи на пример кога Но мала пауза направи се приметува дека е. Тоа е интересно. Тоа е стварно интересно, мислам. Синхронизација, мислам на многу луѓе изгледа. Да? Смешно, да. Зашто толку смешно што имаше многу луѓе што Не, немаше многу луѓе. Работевме јас и уште еден. На цела серија? Не, за мојот дел. Јас и тој што ги снима гласовите. Леле. Петар, со него многу беше јако. На мене највеќе што ме интересира, бидејќи што си толку популарен глумец, мислам, па сега за мене си многу популарен, не знам за други, ама за мене е многу популарен. Што ти е твојот омилен филм или серија? Омилен филм или серија? Да, што ти оставил некаков впечаток што никогаш не може да измениш. Како дете, Како не, зборам како дете и сега. Не, ја ќе кажам. Како дете ми беше Lion King, тој беше врв на врвовите. А моментално така два ги имам. Да? Да. Може и серија да биде, не мора да. Не, серии не се толку па серии. Ама ти самиот имаш серија, бе. Добро, окей. Ја глумам, не ја гледам. Окей, добро. Омилен филм имам два. Моментов сега се ближи зима, мислам сега е зима, се ближи нова година, Божик, Home Alone, нормално. Еден единствен, нема подобар. Прифатливо. И Fast and Furious, нешто подобро од тоа нема. Добро. Fair enough. Да. Добри се тие. Значи, кога дете... Не! Добро. Зашто да ви лажам? Не, да беа, да ми... сега, да не рудам некои други филмови, ама некој друг филм да ми кажеше
Добри одговори се, па тие се Добро, популарни филмови за Не знам, така причина. некако ме загледа. Што? Не, ми се допаѓаат, не, бидејќи ко не очекував од тебе тоа, сваќаш, ко очекував, например, Baking bread? Мислам. Леле, јас сендвичарат, ја кажав. Да, ми се јаде. baking bread. Гладен сум. Baking bread, леле. Океј. Breaking Да, тој Bad. претерано. Да, Breaking Bad. да посебно да јадам. Па не, знаеш Верам. дека очекував тоа од тебе? Мислев дека ќе кажеш Breaking Bad, стварно мислев. И зашто така? Не знам. Да, не дека минатиот викенд јадевме мајтата. У City Mall. Не, Изгейт. Не, ја викам за ја викам дека очекував baking breaking. И тебе ти се јаде. Оправдано. Не ми се јаде. Океј. Добро. Ама да одбереш на некоја серија, која серија би добра? Колку серии си гледал? Интересни така што ми биле. Даруки. Таа со полицајците. Таа е многу интересно. И Breaking Bad. Така е. Baking bread. Baking bread. Да. Сега брат, Бре. фри промоција им даваш сега на нив. А имаш некој умилен глумец или пак некој глумец што ко многу би сакал да соработуваш со него? Со порано ми беше Dream. Сашко. Прво ми беше Сашко Коцев. Ја дечки ја можам. Со него имам работено. Повеќе имаш од работено? тебе. Зоки Поки, налепница, Ау, да бе! Леле, реклами да. за Изгейт, реклами за Риско чоколадото. Да. Добро, ја имам една реклама направена со него и мене тоа ми е многу печатливо за мене. Значи, иако не се значи не ме во ист кадар со него, пак ми беше, се сликав со него и он беше технички во истата реклама за Halkbank. Кажев со Љутков, Зоки Љутков, ама со него исто имам глумано. Значи, не Сме мора на да биде сцена некој... заедно. Не мора да биде некој тука, може да биде некој од странство. А мене македонците ми се поинтересни. Така е, патриот. Например, со Чамбазов би сакал многу. И со Тони Михајловски, со двајцата. Да, Со двајцата у пакет. ти се пре... Тоа е комедија. Да. Двете и стаи ги бе. Не да. Прво, да значи, што да, ќе да пушти. објаснам ја што ќе Не правиме за могу. гледачите наши. Ние сега ќе играме на игра, каде што Матеј ќе стави... Матеј Прво ја ќе... па ти. Не, прво ти ќе ставиш слушалки. Ја па ти. Ќе стави слушалки и јас ќе кажам некоја реченица или збор и он ќе треба да ја погоди. Пушти. Во ред? Океј, слушаш? Слушаш? Не? Ме болат ушите. Океј. Да почнеме. Зајак. Зајак. Зелка. Зајак. 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 Браво, океј. Па, лесно беше. Да, уште нешто. Са реченица. Како? Чекај. Јас. Не почнам, стој. Океј. Ортопед. Октопод. Ортопед. Добро, така е? Ортопедија. Блиску. Ја. Ортопед. Ај пак. Ортопед. Ортопед. Да, браво! Тоа е потежок збор. Сакаш сега ја? Уште една. Уште три, после јас пет. Палачинки. Палачинки. Како знаеш ти, многу сакаш палачинки? Омилена храна. Ти ме слушаш, а? Не слушаш? Стај, не се слуша ништо. Не, добро, те верувам. Палачинки, гледај ме. За палачинки. Не си спорувај така за себе си, не е ова така. Тоа е self-love. Вистина. Self-love.
Тоа е најважно за средношколците ние. Self love. Ами да си искрен на самиот себе. Па треба да си искрен, но пак не треба сега да си кажеш леко сум ова, леко сум она. Пак Не, треба да бидеш тоа. као јас Така сум ли е себе и јас треба да бидам најдобрата верзија од себе. Добри коти. Пис. Океј, ајде, продолжи. Мисел, Продолжи. Продолжи, уште две. 3. До 5? Уште 5, уште 2. Уште 5, до 5, добро. И после јас 5. Микрофон. Микрофон. Педагог. Микрофон. Психолог. Микрофон. Пак. Микрофон. Микровална. Микрофон. Микрофон. Да, ете го, окей, супер. Ајде уште едно. Дезодоранс. Ранец. Така е. Дезодоранс. Средна школа. Дезодоранс. Дезодоранс. Слушај. Тетоважа. Не. No. Гледај. Дезодоранс. Тетово. Не. Дезо. Дезо. Дезо, не знам. Не знам. Уште еднаш. Ајде друг. Не. Ова уште еднаш. Океј? Како? Уште еднаш. Истиот збор. Да. Шај. Пушти. Дезодоранс. Дезото. Дезодо. Не то. Дезодо. Прозор. Не, се шала. Дезотото. Како? Помаш. Дезодоранс. Ајмо, фала Богу. Тебе ти е смешно, ајај. Ајде ја сега. Леле, јас ги се... Ама пушти не и заглас, не. Ништо не слушам. Намали малце. Пошта. Пушка. Пошта. Пошта. Шта. Пота. Пошта. Шта? Пошта! Така да. Следно? Закачалка. Што? Закачалка. Зашарка. Шишарка. Закачалка. 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 Закал. Ей, ме зруни мене. Закачалка. 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 Ја мислам дека се копира. Закачалка. Сателит. Зелник. Сателит. Сателит. Зелка. Сателит. 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 Авион. Повисоко. Сателит.
Сателит. Близко. Сателит. Затр. Са. За. Сателит. Сатири. Сате. Лит. Сателит. Авион. Сате. Сателит. Сателит. Браво! Окей. Чекай, малце, ќе ми падне, стој. Сталак. Сала. Зала. За малце. Сталак. Зала. Сталак. Зала. Не. Как? Не, после тоа збор. Зала. Сталак. Мора да биде сала. Сталак. Сала. Мала. Ст. Лала. Ст. Ста. Ста. За. Ста. Ча. Ста. Са. Сталак. Стала. Сталак. Стала. К. Сталак. Да. Човек. Одвај. Сталак, држач. И тоа ти покажам. Уште колку има? Уште еден. Знаеш кој е поразлично? Код друг свет. Друг свет кога да сум со овие внатре. Последен збор. Патолог. Пало. До. Не. То. Лог. Лог. Панталони. За малце. Ајде. Ајде. Патолог. Лог. Панталон. Не. Патолог. Патолог. Г. Патолог. Да. Патолог. Да. Точно. Окей, супер. Шо германска музика е ова? Германски метал. Ајде да ги дајме овие на господинот. Добро, тоа беше многу интересно за мене. Малце нешто ми пушта германски метал, никогаш порано не сум слушнала и не сакам никогаш порано, не сакам никогаш повторно да го слушнам. Беше очајно. No offense, ама не. Многу тешки зборови ми даеш, што е ова? Патолог? Да. Што друго ми дај? Патолог, друго. Закачалка? Закачалка. Друго што беше? Сателит. Ај. И уште нешто друго беше. Сталак. Сталак, ова што е? Да. Знаеш дека не знаем никак. Добре, ја држаш го викам, не сталак. Сталак за камера. Ето. Абе, добро тоа беше. Интересно ти беше? Не. Искрено не. Со страф седев тука. Зашто ти си фросина, опасна си. Јас опасна? Да. Не, добро. Стварно, дали ти беше интересно? Да. Да? Искрено да. Па добро. Мене беше мило што бев тука. Да? Да. Фала ви дечки многу што гледавте. Мене многу ми беше интересна оваа епизода, малце поразлично испана, бидејќи јас го знам Мати веќе долго време, па затоа нешто поинтересно сака да правам, нешто поекспресивно, нешто по така Поразлично. Така е. Фала ви дечки многу што гледавте. Немојте да заборавите да стиснете subscribe и лайк за повеќе епизоди вакви да ви дојдат. Фала ви многу. Па и некој коментар. Па да, супер ќе биде, ама не лош. Па, фидбек. Лош фидбек? Чао! Чао, се гледаме следната епизода.